Редовно издание на дневникот на регионалната К1. Со настаните од регионот, Македонија и светот одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. На четвртиот повик на Фондот за иновации пристигнале 59 апликации за финансирање проекти на компаниите. Повеќе од 50% се легализираните во градбите во општина Кавадарци. Локалната библиотека Гоце Делчев го чествува патрониот празник на Гоце Делчев. Велешани вчера вечер масовно со подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ние, граѓаните кои веќе 2 месеци сме на улиците, нема да дозволиме реализација на сценариото за распарчување, кантонизација и федерализација на унитарна Македонија, порача вчера вечер Славе Радевски. Некој си дозволи државните интереси на Република Македонија да ги стави на зелена маса, но ние, граѓаните кои веќе 2 месеци сме на улиците, нема да дозволиме реализација на сценариото за распарчување, кантонизација и федерализација на унитарна Македонија, порача вчера вечер Славе Радевски. Многу неправди овој македонски народ и нашата страдална мајка земја поминале, па успеале. Затоа, наша должност е и ние да успееме на нашите поколенија да оставиме Република Македонија. Република Македонија, каква што ја знаеме и во каква што сме живееле. Никаква поинаква и со никакво поинакво име. Почитувани македонци, нашиот образ е чист, нашата совест е бистра како солза. Ние сме на вистинската страна и остануваме на вистинската страна. Како пиреј сме, кошкајте не, корнете не. Повторно ќе бидеме тука на браникот на татковината, велат анкетираните поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Да се отврли тиранската платформа и против нелегалниот избран председател на Собрание на Република Македонија. Се додека тоа не се отстрани, граѓаните ќе бидат на улица. Македонија наша е, не може никој да се, секој живее во неа, права има сите, а ние македонците сакаат правата да ги земат. Гревата и срамота е. Колку и да подлежиме на црните сценарија, не отстапуваме од нашето барање за предвремени избори, но остануваме туку и за колегите од телевизија Нова, како поддршка во прогонот кој се врши врз светленикот на телевизијата, рече новинарот Кире Василевски. Ние, наследниците на Коста Солев Рацин од срцето на Македонија, им порачуваме дека борбата за правда и борбата за унитарна Македонија продолжува. Мора да се почитува уставот и законите во оваа држава. Затоа, господа од СДС, ќе одговарате кривично пред судовите на Македонија. Ќе одговарате затоа што сакате без никаква процедура да бидате председател на парламентот. И истиот оној човек кој е одговорен за најгрозоморниот масакар случај во македонската понова историја кај тетовското село Вејце. Велешани поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија велат дека никој нема право во сопствената држава да ни кажува што да правиме. Тие апелираат до надлежните да престанат со апстења, како и ослободување на веќе притворените. На четвртиот повик на Фондот за иновации пристигнале 59 апликации за финансирање проекти на компаниите за реализирање иновативни решенија. Пријавени се проекти од информатичката технологија, но и од медицината, велосипедизмот, дизајнот и земјоделството. До крајот на јули ќе се знае кои апликанти ќе потпишат договори и ќе ги добијат парите од фондот.
59 апликации стигнале во Фондот за иновации. Тие се потенцијални добитници на дел од планираните 450.000 евра, кои се наменети за финансирање проекти на микро, мали и средни предпријатија. Вкупно 59 предлог проекти беа доставени од 59 предпријатија. Од нив 31 предпријатие кое што се пријавило е стартап предпријатие, односно млада компанија со иновативно решение, а додека 28 проекти доаѓаат од микро, мали и средни предпријатија кои што сакаат да направат комерцијализација на иновации. Во моментов се работи на административна проверка на дали сите документи што ги бараме се доставени, дали се уредно доставени во соодветниот рок. Бидејќи дадовме 90 дена, се надеваме дека се овие апликации комплетни, меѓутоа сепак дозволуваме дополнително да ги известиме доколку нешто недостасува за во рок од 5 дена да ни достават документи кон апликацијата и истата да се смета за комплетна и понатаму да се даде на разгледување кон Комитетот за одобрување на инвестиции. Комитетот за одобрување на инвестициите до крајот на јули ќе одлучи кој ќе добие финансии, а на почетокот на септември се очекува да бидат потпишани договорите за кофинансирање и да отпочне реализацијата на проектите. Основно е да секоја компанија навистина одвои време да направи соодветен бизнес план за иновацијата и клучно е да предвиди дека во тимот има квалификуван кадар, да предвиди на кои пазари и како ќе стигне до тие пазари, каде ќе извезува, на кој начин, преку кои канали или дистрибуцијски мрежи. По првите 3 бовици, фондот има поддржано 37 проекти со вкупна вредност од 1,5 милиони евра. Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Македонија во првиот квартал од годинава изнесува 1.202.883 американски долари и бележи пораст од 10,7% во однос на истиот период од претходната година. Ова го објави Државниот завод за статистика. Расте извозот на стоки во првиот квартал. Според пресметките на Државниот завод за статистика, извозот од Македонија тежи 1.202.883 американски долари. Тоа било за 10,7% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Вредноста на увезената стока во истиот период изнесува 1.655.213 американски долари, што е за 10,5% повеќе во споредба со истиот период претходната година. Вкупната вредност на размената на стоките со странство изнесува 2.855.096 американски долари, а трговскиот дефицит изнесува 452.330 американски долари. Во периодот јануари-март 2017 година, според вкупниот обем на надворешна трговска размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија, стои во информацијата од Државниот завод за статистика. Во тек е огласот на Агенцијата за вработување на Република Македонија на кој може да аплицираат сите невработени лица. Тие имаат можност да се пријават за мирките за самовработување преку кредитирање, кредитирање на отварање нови работни места во постоечки компании, кредитирање за самовработување млади лица до 29 годишна возраст. Од 3 до 16 мај трае јавниот оглас за сите евидентирани невработени лица. Тие имаат можност да се пријават за мерките за самовработување преку кредитирање, кредитирање за отворање нови работни места во постоечки компании, кредитирање за самовработување млади лица до 29 годишна возраст, како и кредитирање работни места во фирми за млади до 29 годишна возраст. Целта на овој проект е да се овозможи финансиска поддршка во вид на кредитни средства на сите активни баратели на работа кои што сакаат да отпочнат свој бизнис, и тоа со 3000 евра за кредитобарателот, кој што може во истиот проект да бидат вклучени уште 2 лица со по 3000 евра или 9000 евра вкупно, значи за новоотворена фирма, или 5000 евра за кредитобарателот. Ова се однесува за самовработување со кредитирање, а обврската за враќање на средствата е 2 години со 1 година грејс период и камата од 1%. Вториот проект се однесува за микро и мали предпријатија, кои што се регистрирани најмалку 1 година од објавувањето на јавниот оглас и вработено најмалку 1 лице. Младите пак до 29 годишна возраст можат да аплицираат за самовработување со кредитирање.
Во општина Кавадарци повеќе од 50% се легализирани дивоградбите. Градоначалникот Александар Панов вели дека процесот ќе трае се додека не се легализира и последната дивоградба на територијата на Кавадарци со оглед на тоа што локалната самоуправа располага со територија која што е најголема во Република Македонија. Повеќе од 50% се легализирани дивоградбите во Кавадарци. Граѓаните си ја завршија работата за доставување на елаборати, а сега останува обврската на локалната самоуправа. Но со оглед на тоа што има викендици кои се наоѓаат на тешко пристапни терени и за легализација процесот е дополнително успорен, вели градоначалникот Александар Панов. Треба да се има во предвид фактот дека локалната самоуправа Кавадарци располага со територија која што е најголема во Република Македонија и дека навистина е ден губа за комисијата која што треба да отиде денес на Блашница да направи сликање и увид на одредени вили кои што таму ги имаме, а знаете дека имаме на тој потек нешто над 2000 вилички. Оттаму мислам дека дополнително е усложнат и успорен процесот за легализација. Овој процес ќе трае и понатаму, ќе трае се додека не се легализира и последната дивоградба на територијата на општина Кавадарци. Инаку причината за продолжениот рок за легализација на дивоградбите за 1 евро по метар квадратен беше да се излезе во пресред на граѓаните кои поради објективни околности не успеале да ја комплетираат целосната документација, како и на геодетските фирми да ги изготват сите елаборати. Со ова продолжување на законскиот рок, граѓаните добија уште една шанса да поднесат барања за легализација на дивоградбите. Рокот истекува на 31 декември 2017 година. Велешката библиотека Гоце Делчев го одбележа патрониот празник 114 години од смртта на големиот македонски револуционер Гоце Делчев. Колешката Валентина Михайловска ги има деталите. Локалната библиотека Гоце Делчев го чествува својот патронен празник 114 години од загинувањето на револуционерот. Истиот започна пред 1 месец кога библиотеката ги повика сите основни и средни училишта да творат со своји литературни творби, поезија и проза на тема книга вечен извор на мудрост. Ово чествување практично продолжува денеска со една поетска средба на роднокрајните автори од општина Велес во соработка со клубот на писатели Коста Солев Рацин, каде што ќе имаме еден разговор за книгата, едно поетско чествување, поетско читање, со што ќе дадеме еден наш придонес. Пристигнати се околу 60 на трудови на конкурсот, вели директорот Крајчев. Ние сме задоволни од одзивот на учениците, но впрочем ние сме секогаш задоволни кога објавуваме конкурси, не само ние, туку и во соработка со останати здруженија, институции. Така што заклучуваме дека велешките ученици се навистина желни за творби, желни за творење, желни за пишување. Чествувањето продолжува утре кога ќе бидат прогласени најдобрите творби на учениците и ќе се доделат наградите. Со многу музика, штандови, промотивен материјал, спортски активности, представување на сите општествени и природни науки денеска Велишката гимназија се промовираше пред 9 оделенците, но исто така и пред матурантите со тоа што беа присутни некои од државните и приватните факултети, па матурантите директно можеа да се запознаат со тоа што тие го нудат. Преку штандови со промотивен материјал, едукативни катчиња, спортски активности и многу музика, гимназијата Коча Рацин поблиску до 9 оделенците. На отворениот ден училиштето се промовираше со сите своји насоки, услови и можности за модерно средно образование. Најстарата гимназија во земјава на едно место ги собра и 9 оделенците и професорите. Условите за упис оваа година се малци изменети. Кембридж програмата си го прави своето, значи во прва година ќе имаме одредени измени. Се зголемува одреден фонд на часови во природно-математичката насока, меѓутоа во главном не е некои посебни промени кои што би ги, да речам, попишманиле деветоделенците. Учениците преку своите штандови ја покажаа креативноста и способноста во наразлични области. Велат на овој начин тие го промовираат знаењето кое го стекнале во текот на учебната година. На овој штанд е представена училишната земница на гимназијата Коча Рацин, која совршено функционира. Пред неколку недели беше надградена со обуки во Маврова.
некои ни покажа визијата, мисијата и структурата на училишната заедница заедно со голем број на цели кои треба да ги оствариме до крајот на оваа и на другата учебна година. Идните средношколци не го криеа задоволството од посетата на училиштето и желбата и тие да бидат наскоро дел од него, надоградувајќи ги своите знања и вештини корисни за полесно приспособување во современото живење. Дојдовме тука за да се запознаеме со условите кои што ги нуди гимназијата Коча Рацин, па може би еден ден и ние ќе се запишеме тука во ова училиште. Ние сме тука со моите соученици за да видиме што оваа гимназија нуди кога ќе го завршиме нашето основно образование, да знаеме какви се можностите кога ќе се запишеме во ова училиште. Според планот во Велешката гимназија се планирани да се запишат 238 ученици. Роднини и пријатели на приведените кои учествуваа во нередите што се случија во Собранието на Република Македонија протестираа пред основното јавно обвинителство. Тие велат дека секој граѓанин кој ја сака сопствената држава ќе ја брани со сите средства кои им се на располагање и нема да дозволат рушење на унитарноста на Република Македонија. До сега основното јавно обвинителство има приведено 11 лица и по 9 се уште се трага. Следуваат информациите од Македонија. Парламентот сега мора непречено да работи и сите пратеници, вклучувајќи ја и опозицијата, се очекува да бидат конструктивни. Парламентот мора да биде форум за дебата за сериозните предизвици со кои се соочува земјата, се наведува во соопштението на еврокомесарот Јоханес Хан, кој имаше средба со Талат Џафери во Брисел. Предходно Џафери испратил писмо до председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, во кое го известил дека е формирано парламентарно мнозинство и избран председател на Собранието на Република Македонија, стои во соопштението на кабинетот на председателот на Собранието. Во соопштението се вели дека Џафери очекува Иванов да постапи според Уставот на Република Македонија. Внесувањето знаме на туѓа држава во кабинетот на председателот на Собранието е срамен и недостоен чин, оценува денеска ВМРО ДПМНЕ и додаваат дека молчењето на лидерот на СДСМ е уште посрамно. За да нема вакви недостојни акти со кои се понижува државноста, ВМРО ДПМНЕ му ја понуди поддршката на Заев, доколку ја одбие тиранската платформа и уцените на кои се согласи да ги реализира. Заев одлучи да застане на спротивната страна од сопствениот народ и држава, се вели во соопштението. Погазувањето на Уставот, законите и деловникот при изборот на председател на Собранието, погазена е демократијата и отворена е можност во иднина на незаконски начин да се гласа двојазичноста и сите елементи од тиранската платформа, без да се почитува волјата на народот, се вели во соопштението. Според ВМРО ДПМНЕ, лидерот на СДСМ ги нарушил и односите со соседите и станува ризик по регионалната безбедност. Предупредување против оние кои размислуваат и сонуваат за дестабилизација на Балканот и менување на границите, синоќа упати грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас. Грција и ова исто така се однесува на нашиот северен сосед, е цврсто во корист на стабилноста во регионот. Ние сме цврсто во корист на унитарноста на Македонија. Ние сме единствените кои дури ни денес не се мешаат во нејзините внатрешни работи и ние ќе го браниме нејзиното постоење, рекол Кодзијас. Сега сме во ера каде има стабилност која бара стабилност во меѓународните правила и во спроведувањето на меѓународните односи, но пред се бара голема почит кон границите, додал Кодзијас, а јавува грчката државна новинска агенција АНМП. Одиме понатаму со вестите од светот. На грчкиот остров Лесбос вчера пристигнале вкупно 90 мигранти и бегалци, додека на Хиос се регистрирано само едно лице. Грчката полиција денеска соопшти дека на Лесбос има вкупно 3030, на Хиос 3852, а на Симос 1718 бегалци и мигранти. Бугарското собрание денеска ја избра новата влада на Бугарија на премиерот Бојко Борисов. Борисов има 4 вице-премиери и 18 министри.
Веднаш по изборот, Борисов и членовите на неговиот кабинет положија заклетва во собранието. Предходно бугарските пратеници со 133 гласа за и 100 против го избраа Борисов, кој е лидер на партијата Граѓани за европски развој на Бугарија за нов премиер. Борисов најави дека еден од приоритетите на неговата влада ќе биде усвојување на нов антикорупцијски закон, со кој ќе биде формирано ново тело за борба против корупција, која ќе ја замени сегашната антикорупцијска комисија. Ќе извршиме истрага за корупција во високите нивоа на власта, вети Борисов. Најмалку 35 рудари загинаа и најмалку 30 се повредени во несреќата која се случила во рудникот за јагнен Азадшар во регионот Голестан во северниот дел на Иран. Властите соопштуваат дека на несреќата и претходела силна експлозија, која се случила во момент кога рударите ја менувале работната смена. Според првичните информации станува збор за експлозија на газ. Иранските медиуми јавуваат дека во овој рудник работат околу 500 рудари. После спортските вести, време и за информациите и за временската прогноза. Времето во Македонија денеска беше сончево и топло со мала до умерена облачност и температура до 29 степен. Во петок и во недела ќе биде промеливо нестабилно со локален пороен дожд и грмежи на повеќе места, особено на северниот и источниот дел од земјава. Во сабота не се очекуваат врнежи, но ќе дува повремено засилен северозападен ветер, кој ќе донесе остатно спуштање на дневната температура. Со метео информациите го заокружуваме овој информативен преглед. Довидување.